враќаме во нашата училница, повторно имаме час по математика, но овој пат за пето одделение. Така е. Денес ќе разговараме повторно за геометрија, но ќе биде нешто интересно. За нормални и паралелни прави во координатната мрежа. Јас замолив некој од вас двајца, тоест еден од вас двајца да ми помогне и да нацрта еден координатен систем, малку понатаму со таа. Тука? Да. И сега јас ќе почнам. Пред да продолжиме, значи да се подсетиме. Вака треба да е учителка? Да. Браво. Одлично. Да се подсетиме за кои прави велиме дека се паралелни, а за кои прави велиме дека се во нормален взаемен однос. Ајде да видиме. Ајде да видиме. Значи, меѓусебно паралелни прави се оние прави кои што не се пресекуваат меѓу себе, кои што немаат ниту една заедничка точка. Нивната положба може да биде на коса, во коса ориентација, значи може да биде вертикално поставено и може да бидат хоризонтално поставени. Да се подсетиме за меѓусебно нормални прави, за кои велиме. Значи, меѓусебно нормални прави се оние кои што се пресекуваат во една точка и во тој пресек формираат прави агли. 4 прави агли. Тие се всушност аглите од 90 степени. Може да личи вака, кога се пресекуваат две прави. Ајде, вака ќе поминам од оваа страна. Може да изгледа и вака. Еве ги правите агли. Може да биде и вака. Значи, важно е, не е важно како се поставени правите, дали ќе бидат во коса положба, дали ќе биде аголот искривен на лево или на десно, важно е да се формираат прави агли. Да се сечат под прав агол. Така е. Да. Ние денес треба да пробаме да ги внесеме и да ги обележиме во координатен систем. 1, 2, 3, така. Ајде да се подсетиме што беше тоа координатен систем. Координатен систем всушност го формира две бројни оски, хоризонталната, која што секогаш се бележи со X и таа се вика апсциса, и вертикалната која што секогаш се може и така, се бележи со Y и се нарекува ордината. Точките кои што треба да ги определиме во координатниот систем, секогаш првин се пишува бројката од X оската, а потоа бројката од Y оската. И како што гледаме, поделени се на 4 дела и сите тие делови се нарекуваат ова е прв квадрант, втор, трет и четврт. Ние денес ќе работиме во првиот квадрант. Нас тој дел не интересира. Еве го првиот квадрант, имаме празен координатен систем и да видиме какви барања ќе имаме. Ајде. И велиме вака, да се обележат две точки А и Б, низ кои ќе се повлече права А. И јас обележив точка А на координати 6 и 4, и евеа, и точка Б на координати 8 и 2, и евеа правата која што би поминувала низ овие точки. Така. Ако ги имаме барањата точно определени координатните точки каде треба да бидат, тогаш ова мора да изгледа исто било кој да го црта. Сега имаме пододбележете уште две точки, К и Л, низ кои ќе се повлече права Б, но услов е правата да биде паралелна со веќе постоечката права. Ајде да видиме сега што се случува. Ова е права А и Б, и сега обележуваме, правите се обележуваат со мала буква, точките се обележуваат, така е, со голема. И еве го, тоа што го добивме претходно. К, за точката К определуваме, јас определив нели да биде точките 8 и 6, а за Л 6 и 8. И тие се паралелни. И кога ќе се повлече правата, значи тие меѓусебно се во взаемен паралелен однос. И тие никогаш нема да се сретнат, така? Никогаш. И секогаш ќе бидат на исто растојание меѓусебно. Ајде да видиме сега друг пример. Овде немам ставено никакви точки, но нацртана е една права. И да видиме какви ќе бидат барањата. Дадена е права во координатниот систем. Јас одбрав да речеме да биде ваква положба. Положбата може да биде најразлична. Сега состави координатни парови за точки С и П, низ кои ќе поминува нова права, која ќе биде во нормална положба во однос со дадената права. И сега јас велам за точката С пар да ми биде 4 и 5, а за точката П 1 и 2.
Еве ги, значи S, еве го P. Ја повлекуваме правата Да, може добиваме прво ми јас една права да повлечам. Тоа ќе ги имаме на можеме, да. да. Ајде еве сега да вежбаме. Ајде. Добро. Обележи две точки К и С, низ кои ќе повлечеш права. Обележи си сега ти некои точки К и С. Еве, едната ќе биде 3 и 5. Еве сега, видам. Да, можеш слободно така цртки да ставаш. Кај што ќе се вкрстат тие. Испрекинати. Добро, ајде, во ред. Нема гајле. Еве ги. Така. Еве, 5 и 3. Тоа е една точка А. Тоа е К. К. К ќе биде. Ајде и С. Обележи уште една точка С. И С ќе биде 9 и 9. Ајде. Еве. С. Сега ќе направиме споредба. Јас имам тука повлечена ваква точка, тоест две точки одбележано и низ кои што ќе помине права. Лука има сосема различни и воопшто не е Имаш линер. Да, така. линија. И да, секогаш треба со Може. линијар да се црта во право е Ана. Одиме понатаму. Сега следното барање. Одбележи уште две точки, S и N, низ кои ќе повлечеш права, која треба да е паралелна со првата права. S и N сега треба. Да, точки S Добро. и N, И јас ќе си повлечам. Паралелна да се биде. Ќе бидат на истата на тројка, така, на истата ова е сообратно, ова е X. таа X, а Ова е другата е Y. Y, така е. Значи на иста Y носка би требало да биде. Да, Така што ќе биде 3 со, еве ќе земам 2. Ајде. Еве 2 една точка, а другата ќе биде 9 со 2, 3 ти е тој пар. 2, 3. За S, 9 добро. со 3, еве нека биде. 3 со 9. Добро. И еве. Ама нема да биде. Нема да Нема ти да биде биде, исто. да. Не. Тогаш ќе најдам различно. Значи за да биде оваа со оваа паралелна би Така требало е. да биде на петка. Да. Тука. 9 и 5 еве. Или исто има еден штос, например, ако од овде броиме 1, 2, 3 места и од горната точка треба да има исто растојание, да биде 3 места за да не во ред. Значи Лука ги одбрал овие точки, а јас во имам вака. Ставено S точка, N точка и права низ овие точки. И координатите се запишани, значи и за К точката е 3, Така, 1. јас заборавив за Y на втората да ја поставам Так, истата вредност, так, за тоа. так. Истата, нели 9. За C е 7,1, за S е 2,4 и за N е 4,4. Одлично. Сега овде имаме можност, овде ќе правиме малку спротивно нешто. Спротивно се мисли цртеж е даден во координатен систем и ние можеме да ги определиме координатите за сите точки што се обележани. Имаме одсечки АБ, ЕЦ, зелено АБ и црвено АБ кои што сите се со иста должина, меѓутоа се на различна позиција. Ајде да речеме со црниот фломастер Ајде. да ги напишеме координатите за точката А, кои се. Еве го овде црниот Еве фломастер. го. Ајде. Што треба да се напише? Координатите. Координатите. Значи точка А, 2,1, обележи од точка точка А А. и за. Не мора да ги обележиш, Не, само да ги вака. запишеме. Опа, извинете. Така, 2, 1, така. Ајде за точката Точка Б. Б. 8, Па, 1. Така. Ајде да видиме за ова ЕЦ отсечката. С е 8, 4. Така. Супер. Е 2, 4. Браво. 4. Сега малку да застанеме. По каков заемен однос се овие две Паралелни. отсечки? Значи овие две отсечки се паралелни. Така. Тоа можеме да го запишеме, да речеме А, Б е паралелна со отсечката С, Е. Аха, супер. Ајде да видиме дали може да најдеме отсечки кои ќе бидат нормални на една, одберете една отсечка. Еве, од сите С, овие. Б, мислам дека е нормална на АБ. Така е. Отсечка. Ајде напишете ги координатите за точките Б и С. Б, Б, С. Б и С ги имаме 8, 1, 8, 4. Не, ги имате за А, за Б само. Значи 8 Б и С бараме сега. Аха, да, добро. Чекајте, ќе вратам назад вака. Така, за едно, уште едно. Ево.
BC, вака. За Б имаме, за С ни треба. 1,8 и за С ни е 4,8. Не обратно. 8-4, ама имаме, 8-4. ете, Добро. сум ги И написала. пајде се да го запишеме со Значи, знакот за нормални. тоа- Значи А, Б, отсечката АБ е нормална. Сега како се пишува нормално? Знакот за нормално е Така, во однос на отсечката CE, ЦБ. CB. Е, така. Ајде да видиме да го запишеме, да ги запишеме координатите за ДЦ. За точката Д, С имаме, за точката Д, 5-6. 5-6, Така, да. И да запишеме сега, да речеме, во каков однос е отсечките ЕД и ДЦ. Д, ДЦ. Да видам, кај се? Д, ДЦ, во нормален однос. исто. Нормален, така е, одлично. Нормален. Бидејќи- Ајде да видиме сега на вратичкава не се обележани точките. Да ги одбележиме. Може Ама да ги можеме најдеме, да. да ги најдеме, така. Ајде да видиме оваа долната точка на која координата ќе биде. Ете го. Ето го. Долната е на 3-1. 3-1. Ајде нека биде А која горната? ново име Нека дајте и. биде К, АБД. Ајде К нека биде. К 3,1, а горната е 3,3. Таа нека биде Л? Л. Л 3-3. Добро. Ајде ова од спротивната страна нека биде М М е 4-1. 4-3. 3 4-3. М е 4-3. Така. И долната нека биде Н. Н. Ајде. 4,1. 4-1. 4-1. Или, уствари... Да, Аха, 4-1. На Н. Н, 4-1. И ајде да ги одбележиме за прозорчето. Координатите. 6-2. Така е. Ајде нека биде тоа Q. С. Ајде и Q нека биде. 6-2. Questions and answers. С. И 6,3. Нека биде тоа 6. Добро, може да. 7-2. Така е, може. А ти одиш Да, хоризонтално. после горе може 7-3. 7-3, така е. Лука имаме. Вие на станчка како се викавте? Магда. Имаме У. У. Како се беше? 7-3. 7-3 и уште Само тоа нема да биде У. А, 6-3. немаме, а имаме. Y. Ајде Z. Z, Ајде Z. 6-3. Да, 6-3, тоа е. 6-3. Ета. Леле, колку сме добри, значи Добри сте на вистина. Ајде да ги напишеме координатите за отсечката, за зелената отсечка АБ. Немаме зелен фломастер, имаме син. ајде. Со синиот. Со син пишувавме се Ајде, така ти да запишувај, црвен. јас ќе ти ги кажувам, може? Да, Ајде. За А, тоа е 2,9, добра. а за Б е 8,9. Значи на иста Y оска, на иста висина, а на Така, различна... различна. Така. Така, а за таа И за таму бе? црвената, ајде тоа И за нека биде црвена. A1, B1, нека A1, бидат. ајде. A1, А1 12,1, 12, така. 12,1. а Б1 е 18,1. И сега можеме и да си играме, да речеме, како што ги напишавме овие тука, кои отсечки се во паралелен или взаемно нормален однос, можеме и исто така со овие точки да ги обележиме отсечките и да напишеме кои од тие отсечки имаат меѓусебно паралелен однос и кои имаат меѓусебно нормален однос. Така е. Можете дома да си вежбате цртање, да си го вежбате координатниот систем, но при тоа да внимавате кога ќе ги пишувате броевите, растојанието мора да ви биде исто помеѓу сите броеви. Точно, ама тоа може со ленир да се... Тоа треба задолжително да биде со ленир, Да, имате тука. поради Ни прецизност. звони звончето, завршивме со часот. Така е. Ние дечки одиме со реклами и се гледаме со следниот час.